Здраво, дечки, еве сме на Windows, па да видиме што се треба да инсталираме пред да почнеме да работиме со C#. Во овој туторијал ќе објасниме што се ни треба да инсталираме за да работиме со Visual Studio Code, што е код едитор од Microsoft. Па ајде прем да го инсталираме .NET Core. И како што гледате, ќе го отвориме првиот линк. Download.net Linux, macOS and Windows Net. Од овој линк овдека ќе ги симнеме .NET Core SDK и .NET Core Runtime. Ето, првото ни се симнува, ајде и второто го симнеме. Најверојатно малку ќе потрае. Ќе го паузирам, па ќе пробам. Еве ни се симна двата файла. Ајде ги инсталираме, agree, install, јас валја. Се надам дека брзо ќе помине. Бидејќи не сум работил од поодамна на Windows, така да еве и јас овог работам, да речеме, прв пат со вас. Installation successful completed. Мислам дека е завршено. Close. Ајде другото да инсталираме. Yes. Се надам дека ќе заврши скоро. Не читам completed некаде. Опс, тоа треба да installation was successful. Наверојатно тоа е тоа. Добро, исто така ќе ни треба, и кој што реков, Visual Studio Code. Јас веќе го имам симнато инсталирано, но ајде да го најдеме од каде може да го симнете. Visual Studio Code. Еве го download Visual Studio Code и ќе го симнете ова што е за Windows во нашиот случај. И еве ќе почне да се симнува само, од кога ќе се симне го кликате next и тоа е тоа. Сега да видиме како се прави нов проект. Доколку одите на овој линк ќе ви оставам во видеото, имате инструкции на англиски. Па и јас со вас ќе иследам овие инструкции. Да видиме што вели вака. Го отварате Visual Studio Code и велите File Open Folder од менито. Видиме. File Open Folder и да речеме на desktop ќе креираме нов фолдер. .NET проект. Добро. Select folder. И потоа што вели. Добро, тоа завршивме и вели сега Open the integrated terminal from Visual Studio Code. Добро, тоа најверојатно ни е тука. New terminal. Добро, ни се пушти еве и вели, ќе го намалиме. И вели во терминалот впишете .NET New Console за конзолска апликација. Значи, има ли setup? Нема .NET. Навртим тоа, New Console.
и мислам ли се креираше. Да. Да видиме. Да, го имаме C# файлот. Сега уште да видиме како може да стартува. Мислам дека преку терминалот беше .NET Run, ако не се лажам. .NET Run. Се случи ли нешто? И да, ево, Hello World ми се испечети овде во конзолата. Овдека ни Visual Studio Code ни нуди да инсталираме некоја екстензија. Види дека C# екстензијата е препорачлива да инсталираме. Добро, да видиме што ќе се случи ако почнете на Start Debugging. Инсталира нешто, така да, дечки, мислам дека за Visual Studio Code тоа е тоа, значи се што пишувате долу во терминалот, значи правите програма, овдека ви се файловите, валјда тука може да додавате нови, да имате нов файл, нова класа може да додадете и може комплетно се да следите. Да го стопираме ова, имаме други опции, најверојатно нема. Исто така, освен Visual Studio Code, може да работи со Visual Studio Community. Мислам дека беше Community Edition. Да. И за Windows ќе го спуштите од овде и ќе го инсталирате. Јас веќе го имам инсталирано, мислам. Visual Studio, ево Visual Studio. Да се стартува само. Значи, ова е 2015, имам некоја постара верзија. Ова, мислам дека ќе ви е симне последната, треба во овој момент да е 2019, да го не се лажам. Visual Studio, да, тука сме, файл одиме, New Project. Не знам зашто толку споро, дали бидејќи имам пуштено камерата да снима или стварно е толку споро. Конзолска апликација, ќе ни остави каде што ќе ни остави, не е битно. Овдека пишуваме име на проектот, тука се пишува име на проектот, а овде на солуцијата. Ајде видим кои се разликите. Проект број 0. Не, туторијал. Учиме до .NET. Неко што гледате ми ви става и солуцијата и проектот во исто име. Солуција, ајде да видиме што е разликата помеѓу едното и другото. И ево го Solution Explorer, сега треба да се појават овде файловите. И ево го. Програм CS. Што е Do you want? Не. И овдека, исто како што видите, како што работам јас на Mac, имам Run копче, само тоа го притискате и програмата треба да ви се стартува. Ево го, овде врти и ни се отвори. Немаме ништо да печатаме. Sorry. console.writeline hello world излишник. Command S, Control C на Windows. Пуштили.
да, бидејќи програмот да се извршува и завршува веднаш, треба да речеме console.readline, да речеме, за да повторно команда за терминалот да паузира, да не ми заврши програмата веднаш. Значи со console.readline ќе ни трепка курсорот за да внесеме нешто. И ако внесеме нешто и притиснеме Enter, програмот ќе ни заврши. И тоа е тоа. Овдека исто што го правам, што видам само на левата страна, десен клик, add new item, најверојатно за додавање на нов файл, ако не се лажам. New item. И да, видим да додадам нова класа, значи комотно може да ме следите во сите туторијали и на Windows. Само пак ќе ви кажем, единствената разлика е што овој Solution Explorer кај мене е, значи сите файлови мислам дека ги гледам на левата страна, а тука се десно. Најверојатно можете и да ги преместите. Како се става да биде допнато скроз лево. Не е тоа најверојатно, че да видиме повторно. Да, ево. И со ова најверојатно може да се затвори, да, и исто дека како кај мене на левата страна. Толку дечки за Windows. Најверојатно ќе треба и јас полека да се прилагодувам на Windows, веројатно и вториот серијал што ќе го стигнем ќе биде на Windows, така да од овој прв туторијал тоа е тоа. Продолжите да ги гледате наредните. Поздрав!